Да се музицира на еден Страдивариус е уметност, на обични шишиња сепак е чудо. Различните звукови кои можат да произлезат од шишињата и чашите, еден уметник ги прави магични и слушателот пред се мисли дека се работи за звукови на чембало, барокна мандолина, бузуки или некое унгарско чембало. Дух и душа извираат од неговите инструменти како да излекуваат од Аладиновата ламба. Тајната на флашофонијата не лежи во нив, туку во душата и уметноста на способниот свирач, неговиот виртуозитет, кој законот на физичкиот фон го остава да зборува. Зоран Маџиров, како дел од триото Лебарон Карамазов, представува всушност чудесен спој во кој вистинската музика не се наоѓа само во нотите, туку и во срцата на заљубените. А кој е всушност Зоран Маџиров? Здраво, Зоран Маџиров сум јас. 68 година во Стромица роден. Како што гледате или како што ќе видите, мојата задача е нешто слично на една пчела која собира мед, само што јас со тонови, собирајќи тон до тон и бавејќи се со необични инструменти. Веројатно сите сакат да слушнат за патот на Да, како почнавте? на трнливиот пат, најдолгиот пат. Да. Ништо, јас ударалки учим од најмали нози од татко ми. Така. Од 7 години свирам клавир. И мојата задача е, односно јас свирам фактички од една необјаснива побуда или нужда, да така кажам, која што излегува од мене за тоа музиката како на луѓето делува. Врз нив не би можел многу да кажам, бидејќи сметам дека таа истата само за себе повеќе зборува отколку што било каква реченица. Меѓутоа може само да кажам дека слободата што ми е дадена од семокниот да можем на еден оваков необичен израз да ги оплеменувам чашите, односно шишињата, стаклото, метлото, без разлика која е каква материја, дека во служба на убавината и во служба на љубовта и на вечните убавини, да им биде убаво на сите луѓе. Во овој случај јас се чувствам како еден мост, помеѓу изворот и до кладенчето, да така кажам. Вие започнавте тука, мислам, вие сте струмичанец, македонец, по потекло, меѓутоа најмалку тука сте работеле. Зошто? Па, како што кажав... И кој беше патот кој што нели ве одведе некаде надвор од овде? Патот е таков да човек не се знае кај ќе го фане следното утро. Кој восли ќе го испушти, кој ли автобус ќе го однесе пред која куќа или под кој прозорец. Мојот немирен дух не ме остави, така да кажем, бидејќи јас рано го напуштив и татковиот двор. После беше поедноставно, да така кажем. Знаете, во светот се случуваат повеќе музички избиднувања на малце поинтересно ниво. Јас не би кажал дека тоа во Македонија го нема. Напротив, како што гледаме, се случуваат и убави работи во Македонија. Меѓутоа, поинтересни се подрачите каде што музичката култура во смисла на образование датира од давни години со поголема традиција, едноставно. Како што се академиите во Милано или Париз или што ти ја знам кај се не. Каде што едноставно поголем собир и размена на мислење на музичари, размена на ноти, на фрази, на ова, на она, кај што доаѓа полесно до некои плодови, така да кажем, берба на музички плодови. Да, сепак завршивте во Лондон. Јас завршив во Лондон. Образование. Моето образование. Да. Ако воопшто тоа нешто носи, нешто значи, бидејќи со моите музички, бавејќи се со моите музички инструменти, сум апсолутен автодидакт. Бидејќи, одејќи во спротивната насока од реката, автодидактички дојдов до моите чаши, моите шишиња, мојата стакленофонија, да така кажем. Да позборуваме малку за историјата на таа стакленофонија. Како всушност вие дојдовте до таму? Тоа е веројатно мислам, претпоставувам дека е тоа сепак еден пат на
на акумулирање на разни информации и сознанија, да сепак еден човек на крај се одлучи да се бави со тоа. Апсолутно. Меѓутоа јас би кажал дека конкретно мене ми е лично тоа најтешкото прашање, бидејќи тешко може да објаснам како сум дошол на таа идеја, ако воопште човек може да дојде до некоја идеја, бидејќи идејата е таму некаде кај што никој не знае и кога ќе му текне веќе фактички идејата е кај него, така да еве да така кажем идејата дојде ме избра мене, ме зема и каже Зоки се ти ќе го правиш тоа и тоа. Ова годинава славам 10 години стаклен музички стакленик, да така кажем. Меѓутоа, не сите тие 10 години помина разни патишта, разни сонадообразувања или како да кажем. Бидејќи јас почнав сам. И живев во, да така кажем, во убедување дека јас сум единствениот. Денеска и сум единствениот, меѓутоа, прачкајќи низ историјата, дојдов до слични сознанија за веќе постоечките музички стаклени музички форми, како што на пример нивната историја се бара некаде уште 12-тиот век. Кинески патувачи, познато дека свиреле на керамички посуди или стаклени, кои што доваѓале чак и во Европа. Меѓутоа, поточните податоци датират негде од 13-14 век. Покасно во 1600-тите години се појавува еден ирец, Покрич, неговото име, кој што веќе ги култивира чашите, вински чаши, и дава и свири ирска и англиска музика на стапови во Лондон. Од таму некаде па се до ден денеска има веќе јасни податоци за употребата на стаклото во музиката. Меѓутоа, една од најстарите работи, кои што сега ќе ви ја кажам, е самиот Питагора, докажувајќи ги односот на музичките, односот на нотите една меѓу друга, односот на интервалите, во 500-та, односно 582 година пред нашата ера, пред Христос. Меѓутоа, многу покасно, на основа на еден стар тратакт, неговата фотографија, односно неговото здание е изрезбано и пуштено во Милано на тогашната музичка академија, наречено музика, теорија на музиката. Тоа го има изработено Гафариос во 1492 година, точно кога Америка се открива. Така да кажем, кога сето тоа некаде отприлика било јасно, покасно во 1750 години овој инструмент станува неверојатно популарен, бидејќи по нежноста на својот тон, по начинот на свирење, по кршливоста негова и по ангелскиот звук, едноставно да кажем. Наименувани како ангелска харфа, значи со ангелски тон. Баховите синови, поточно Кристоф, има напишано многу дела, бивајќи заљубен во двете Девисови сестри од Лондон, кои што двете свиреле на таа глас хармоника, односно ангелската харфа. И има денеска доста материјал за тоа, значи за свирење. 1758 година Бенџамин Франклин, бивајќи толку одушевен од сето ова, веќе конструира еден музички инструмент, кој што мисля, че ние го имаме во илустрација, наречен глас хармоника, веќе званично наречен. Меѓутоа, во овој случај чашиве се хоризонтално поставени на една шипка која се врти доле, нешто слично на шивачка машина, и кој се додир на прстите се произведуваат тоновите. Овозможува и 10-тонно свирење, значи со сите 10 прсти. Што би кажал друго нешто да не испуштам? Моцарт еве покасно сам напишува едно дело, неговата братучетка која што свирала во Салцбург на глас хармоника, има напишано едно дело, еден квинтет, потребувајќи глас хармоника, виола, виолина, харфа и чело. Тоа е едно многу интересно што тоа е едно од неговите последни дела, тоа е КВ 617. Значи од неговите 661 дело, тоа е 617-то. Значи некаде при неговата потполна зрелост во компонирањето. Познат е уште еден Бруно Хофман, кој што е сега во 20 век се бави со тоа. Меѓутоа тој свири дела
од Нојман, од Глюк. Исто така Кристофор Глюк дава еден концерт во еден англиски театар во Лондон на 26 наштимани чаши со вода. И докај Стасов Мевене во 20 век во модерната музика, Стравински е тука во еден балет Ла Парада, кој што ги употребува шишињата. Значи сега, од Питагора, 500-та година пред Исус Христос, до тука Стравински, тоа е единствена трага каде што се свират овие инструменти по пат на перкусија, на ударање, значи. Додека се ова во средина е на додир со прстите. Јас денеска, дали смеам да се наречам како Питагорин наследник или струмичкиот флашофониста, оставам на бујната фантазија на македонската публика. И ете така ми беше мило што во овие денови се бавевме на нашиво тло со моите стаклофони.
Кажете ми колку е стакленофонијата во светот денеска разпространета? И дали има многу луѓе кои што се многу уметници кои што се бават со тоа? Па за жал да ви кажам, јас се уште не сум видел ниеден. Ја немав таа среќа, имав слушнато за некој. Вие денеска живеете и работите во Њујорк, И јас живеам патем речено. во Њујорк, патем речен. Да. И се среќавате со бројни уметници. Колку навистина се бава денес со таа стакленофонија? Или флашофонија? Ако може така да се каже. Апсолутно, како да не. Па како да ви кажам, јас да несреќа немам видено се уште ниту еден флашофониста или ботелјофониста или чешофониста, да така кажем. Имам слушнато за некои барски, односно вариетистички настапувачи, кои меѓу другото користат некоја наштимана чаша, што како гек, што значи клавиристот кој што свири клавир и пее некоја песна, користи како ефект. Но за жал не ретко, него едноставно не се употребува тоа. Мене ми е некако жал, да така кажем, бидејќи тоа е мојата задача, едно трагање низ заспаните убавици, кои што едноставно треба да се бакнат и да се пробудат, така да даваме еден јавен повик да има што повеќе бидејќи по нежноста, така да кажем, инструментот е многу нежен. Во денешно време, кога исклучиво работиме со модерни инструменти, чак е почнеме од модерната виолина или електричните инструменти или компјутеризацијата на село. Јас мислам тоа е навистина необично нешто, бидејќи едноставно го нема. Што прави Зоран Маџиров денес? Зоран Што денес? работи? Еве сега завршивме со снимање, брзам дома да ја гушна мојата керка. Патем вие и компонирате. Имате и своји композиции. Јас компонирам, меѓутоа денеска, во денешно време, имајќи го џезот како музичка форма, Така. потешко е да се каже што е разликата меѓу компонирање и импровизирање. Дали јас импровизирам или компонирам. Јас сум убеден дека се работи за едно те исто, со таа разлика што импровизирањето, велам импровизирањето што денес мислам импровизирање, е фактички компонирање, само со таа разлика дека оди со 320 км на сат. Дека во моментот тоа што се случува нема враќање. А додека композиторската работа може и полесна, ќе се напише нешто, ќе се избрише, пак ќе се напише и тоа. Се работи за исто. Моја музика, се надам дека им се допадне нашите гледачи и слушачи, се знае почеток, се знае крај, има теми и развој на теми, меѓутоа 70%, ако тако може математички да се изразваме, импровизирано. Бидејќи јас единствен реален начин на израз гледам во импровизацијата, бидејќи секој напишано нешто веќе води барем еден малечок дел на демагогија, да така кажам. А ова што се ствара во моментот е баш сега и никогаш може.
Вие работите и со еден бенд, малку да проговориме и за него, нели? Тој е бенд на мојата младост. Тој е бендот со своето идеолошко име Ле Барон Карамазов. Моите партнери од Босна, кои на жал не се тука, сакавме да направиме чак еден концерт во Македонија, меѓутоа организаторските, а и времето беше малце, не е важно. Сакав да кажам, тој бенд исто така слави 10 години. Годинава и така свириме. Тоа е една гитара, Тоа се, да, две гитари. две гитари, да. Има повеќе формации. Вака една формација се шишиња и две гитари, чаши и две гитари. Друга формација се шишиња, гитара и бас направен по еколошки план, исто како и шишињата, со слична идеја, користејќи една кова за бањање дечиња, Да. една метла, која што е вратот, и една жица за спростирање на руби, телј, како што го викате струница, која што служи за резонирање. Долу му е корпус и така. Гитара се останува во тој случај. Трета формација е апсолутно користење на стари инструменти. Што значи, враќајќи се од идеологијата на Нојман или Глюк или Питагора, чашите исто така штимат на друг штим, што значи тонот А, фреквенцијата на тонот А денеска е 440 Хц, меѓутоа ние свириме на 415 Хц, како што било во Бахово време. Исто така се користат барокни инструменти, односно лутња од 16-тиот и 17-тиот век, китароне. За жал не можеме да ги видиме, меѓутоа убаво се слушат. Тој бенд, како што кажев, е бенд на мојата младост. Негде до после Бетовеното време е познато дека почнуваат бомбастичните концерти во романтиката, бивајќи организирани во големи сали, Со големи со симфониски големи апарати. симфониски оркестри. Ние сме мал камерен ансамбл, собен ансамбл и така водиме од таа традиција и свириме во една дворска собна атмосфера, да така кажем. Најчесто, најрадо, бидејќи во тој момент сме најблиско до луѓето. Знаете, кога се свири во една сала, ќе заврши концертот, сите се поклонуваат, ние си одиме и после се враќаме да собереме инструменти. Кај се сега овие 2000 луѓе? Никој од нив нема, сите ги избркали или си отишли или како. А во една собна атмосфера, музиката како вечна муза на сите убавици и сите тајни на женските осмеси негде сокриени таму низ близината на собата се една неверојатна инспирација која што човек во моментот свири и дава тоновете на ангелската харфа. Така да сакав да кажем дека собното музицирање носи една поголема тежина во самата инспирација на свирењето, во самата тоа изразување. Суштинското, најважното што во суштина музиката бара. Тука негде пак ќе поврзам џез музицирањето, односно импровизирањето. Што послободно, толку е поубаво. Класичната музика не е ништо друго, не треба да правиме стриктни дзидови помеѓу џезот и класиката. Као, ове свири џез, ти знаеш да импровизираш, овој као не. Не, тоа е едно те исто, само што ова е запишано. Исто би денес можеле да свириме Паркерови партитури со апсолутно напишана импровизација. И само што, традицијата на 20 век не е таква, бидејќи во тоа време, во Бахово, во Моцартово време, и уште назад, немало музички запис, нема плоча, не постоела касета, не постоела струјата. Така да единствен начин на запишување, да живе музиката понатаму било писмото. Значи Бах се зима и чак неговите записи се некаде од прилика. Тонскиот материјал е тој, не се работи за перфектно интерпретирање таа музика која што е запишена вака. Луѓето денес Бах го студираат преку книги, преку муабети низ луѓе што вртат низ Дрезден, по црквени кај што работат. И така, се свира на оригинални инструменти. Замислите, во негово време не постоел клавирот, а денес ние го слушаме Бах единствено на клавир. Каква трагедија. Сепак би кажал, бавење со тоа, со старите инструменти исто доведува до мојата трага, да така кажем, да ги популаризирам малце чашиве, односно стакленофонијата, која што води на многу стара традиција.
колка ви се трагите на нашето творештво, на нашиот фолклор, на потеклото ваше? Во мене? Да. Најголеми. Што да кажам? Јас сум се чист македонец. Да, колку е присутен фолклорот во вашето музицирање, во вашата интерпретација? Чудно е тоа се опишува, како да ви кажам, како чист македонец. Кога сум настрана, многу повеќе ми доаѓа инспирација за свирење на, односно за употребување на наш фолклор, на наши елементи во мојата интерпретација. Мислам дека постојат записи од Атланта, од последнава Олимпијада, каде што јас во моментот ја им правам варијации на Билена Платно Белеше и на едно оро, што не му го знам ни името, од Тале Огненовски, генијалец, кларнетиста. Меѓутоа, кога сум тука, некако Моцарт да е, некако поубаво да звучи. Не знам дали е атмосфера, опрашање или едноставно тугето е посладко. Нели? Може. Господине Маџиров, ви благодарам за задоволството што ни го пруживте овие денови да се дружиме со вас. Молам. Во некоја се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно. Ви благодарам и за разговорот. Чао.